Почитувани представници на медиумите, ВМРО ДПМН е тука за секој млад човек во оваа земја. За секој еден ученик, средношколец или студент. Дипломец, млад брачен пар, талентиран спортист или научник, љубител на културата или математиката. За секој еден кој сака да работи за иднината на нашата земја. Низ сите овие години се превземаа многу проекти кои имаа за цел една иста работа: подобрување на квалитетот на живот на младиот човек и создавање што подобри предуслови за негов развој во Македонија. Се превземаа проекти од сите области. Меѓутоа, можеби најважните се оние кои директно придонесуваа за нови вработувања кај младите луѓе. ВМРО ДПМН посветено и континуирано работи за креирање на нови проекти кои се во добробит и корист за секој млад човек. Токму затоа, во 2013 се направи акцијски план за вработување на млади. Се со цел да има сеопфатен пристап за подобрување на состојбите со младите на пазарот на трудот. Во 2015 е изработен нов акцијски план за вработување на млади за период од 2016 до 2020 година. Во Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност усвоени се измени во март 2014 година, со кои е возможено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување на млади лица до 29 години во период од 12 месеци. Во периодот од март 2014 до март 2016, односно до завршување на оваа мерка, оваа можност ја искористија 5540 компании и беа вработени вкупно 12186 млади лица. Беше усвоена новата програма за вработување со кредитирање за млади лица до 29 години, која предвидува на кредитобарателите за оваа намена да им бидат одобрени до 7000 евра, а за секое ново вработено работно место, ново отворено работно место, можат да бидат одобрени дополнителни 4000 евра, при што може да се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра. Средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 7 години и со вклучен грејс период од 18 месеци. Вкупно вработени преку оваа мерка се 382 лица во 326 правни субјекти. Се овозможи и поддршка за вработување практиканство за млади невработени лица. Целта на оваа исклучително важна мерка е зголемување на вработеноста кај младите невработени лица, така што тие ќе влезат подготвени на пазарот на трудот преку нивно вклучување во мерки за практична работа во период од 3 месеци. Од 2008 до 2015 година преку програмата се опфатени вкупно 2593 лица, при што се постигнати 1315 вработувања на лица кои ја искористиле оваа мерка. Се субвенционира и вработување на лица без родители. За поддршка за вработување на невработени лица, кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа, се предвидува стимулирање на работодавачите преку обезбедување на плата во висина на минималната плата, и тоа 100% од износот на бруто минималната плата во првите 12 месеци и 100% од износот на минималната плата во нето износ и 50% од придонесите за задолжително социјално осигурување пресметани на минималната плата во следните 12 месеци. Покрај овие и уште низа други мерки, со кои целта беше и останува да биде подобрено позиционирањето на младите луѓе на пазарот на трудот, УМС на ВМРО ДПМН постојано се бори за бенефициите кои младите луѓе ги добиваат во Македонија. За таа цел работевме на низа проекти кои имаат одличен ефект и одзив помеѓу младите луѓе. Еден од тие проекти е проектот Слободен четврток, со кој се овозможи бесплатен превоз за сите студенти секој четврток во месецот во градските автобуси, жичарницата на водно и железничкиот сообраќај во Република Македонија. Освен тоа, со одлука на владата на ВМРО ДПМН, донесена во јуни 2014 година, четврток е ден и кога студентите бесплатно можат да ги посетат театрите и музеите во Скопје, но и државата.
Проектот започна со реализација во 2014 година и продолжува да се имплементира. Со проектот Бесплатен железнички викенд за млади луѓе до 27 години, за превоз во железничкиот сообраќај, на младите луѓе на возраст до 27 години им се овозможи бесплатен превоз преку железничкиот сообраќај секој трет викенд во месецот, односно во петок, сабота и недела. Од тогаш, заклучно со ноември 2015 година, оваа поволност ја искористиле вкупно 48.758 млади. Бенефициите од проектот 50% попуст за ученици и студенти во железничкиот сообраќај ги искористиле вкупно 64.817 ученици и студенти. Проект кој започна да се реализира исто во 2014, а продолжува со имплементација. Исто така, од 2014 година, со одлука на владата е овозможен 50% попуст за младите луѓе до 29 години за влез во театар, музеј, опера, балет и филхармонија, со цел да се поттикнат почесто да ги посетуваат културните институции и манифестации. За најдобрите во проектот Најдобар млад програмер се обезбедени стипендии за бесплатно студирање на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, а имаат и можност да представуваат Македонија на Балканската и Светската олимпијада по информатика и програмирање. Со оглед на изменетите состојби во младинскиот сектор, како истекувањето на тековната национална стратегија за млади, која траеше од 2005 до 2015, Агенцијата за млади и спорт на почетокот од 2015 пристапи кон креирање на национална стратегија за млади во периодот од 2016 до 2025. Овој процес опфати учество на повеќе од 500 учесници, млади луѓе, представници на младински организации и институции, во рамки на 9 приоритетни области: младинско учество, локална младинска работа, младинско информирање, вработување и поддршка пред вработување, култура, образование, спорт и квалитет на живеење. Креирањето на Националната стратегија за млади 2016-2025 се спроведуваше во соработка со Програмата за развој на Обединети нации. Владата на Република Македонија ја усвои Националната стратегија за млади на почетокот на февруари 2016 година. Огромно внимание секогаш сме посветувале на многуте реализирани проекти и мерки од областа на спортот и физичкото здравје кај младите, барањата за кои секогаш сме имале слух од страна на ВМРО ДПМН. Еден од најзначајните проекти е изградбата на спортските сали, со кој досега изградени и пуштени во употреба се 34 спортски сали, во тек на градба се 3 спортски сали, а извршена е санација и на 2 постојни спортски сали. Во рамките на проектот 120 тениски терени, од вкупната бројка на планирани тениски терени со сертифицирана тврда акрилна подлога, која ги исполнува меѓународните стандарди и правила на Меѓународната тениска федерација, досега се изградени 74 тениски терени, а во тек на реализација се 15 тениски терени. Изградбата на преостанатите 31 тениски терен ќе се реализира во периодот кој што следи. Со проектот за изградба на 100 повеќе наменски игралишта, досега се изградени 56 вакви игралишта, во тек на реализација се 22, а изградбата на останатите 22 повеќе наменски игралишта ќе се реализира до 2020 година. Не ги забораваме ниту фудбалерите, па така комплетно е реализиран и проектот изградба на 50 фудбалски игралишта. Започна и изградбата на затворен пливачки базен во Охрид со стандардни димензии 25 метри ширина и 33 метри должина, а рокот за реализација на овој проект е 2018 година. Ова се само дел од проектите во спортот. Се градеа и опремуваа фудбалски игралишта со вештачка трева, се градеа спортски полигони, вештачки карпи за спортско качување, бидејќи ВМРО ДПМН знае дека добрата физичка кондиција на младите луѓе е од исклучителна важност за квалитетот на живот, особено во време на компјутерите, во кое се помалку и помалку време младиот човек посветува на спортските активности. Но бидејќи е невозможно да се биде спортски активен кога нема инфраструктура за истото, ние сме тука за да се бориме и за овој квалитет на живот на младите луѓе и таа борба ќе продолжи и во иднина.
Никогаш не сме заборавили за најмладите. 4-та година поред се реализира проектот за професионална ориентација на учениците во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија, с која што со оваа активност преку решавање на соодветно изработени тестови е помогнато на 8-оделенците да го најдат вистинскиот одговор на прашањето каде понатаму да го продолжат своето образование. Продолжуваме континуирано да ги надградуваме и мотивираме учениците од јавните и приватните средни училишта преку доделување на стипендии за талентирани ученици, ученици спортисти, ученици кои што имаат потреба од социјална поддршка и стипендии за ученици со посебни потреби. Воведени се и нови категории за стипендии за деца без родители и родителска грижа и стипендии на ученици од областа на туризмот и угостителството. Почнувајќи од април 2015, износот на ученичките стипендии е зголемен за 10%. Се наградуваат најдобрите ученици во областа на математиката и природните науки, како и најдобрите ученици од средните стручни училишта во рамки на проектот Лидер. Особено сме горди на проектите и мерките во високото образование, во кое напредокот е евидентен од секаков можен аспект. Исклучително е важно што денес во Република Македонија високото образование е подостапно од било кога. Се отворија нови факултети во рамки на постојните универзитети, но се отворија и нови универзитети. Во 2007 година започна со работа новиот државен универзитет во Штип Гоце Делчев, со студии во повеќе помали градови во Источна Македонија. Благодарение на овој универзитет, студирањето денеска е максимално достапно и далеку поевтино за илјадници млади луѓе од Источна Македонија. Потоа, во 2009 година, започна со работа и новиот државен универзитет од областа на информатичките технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Не помалку важно од иницијативата за отварање на нови факултети и универзитети е и значително намалената партиципација за студирање на сите државни универзитети. Мерка која најдиректно влијае на стандардот на студентите, односно нивните родители. Потоа, постојано работиме на комплетирање на она што и недостасуваше на Македонија во изминативе децении. Денес, на студентите им е обезбедено пристап до стручна литература која претходно никогаш не била преведена на македонски јазик. Реализиран е проектот за превод на 1000 стручни и научни книги, од кои се учи на најпознатите универзитети во светот. Денес, студентите добиваат и реална соодветна практична настава која на многу факултети беше мисловна именка. Вака подготвени имаат многу подобра позиција кога утре ќе го завршат образовниот процес и ќе излезат на мегдан со сите животни предизвици пред себе. Нашата борба за младите не завршува тука, ниту со крајот на студирањето, ниту со вработувањето. Продолжуваме да нудиме мерки со кои им се овозможува на младите подобар живот. Проектот Купи куќа за млади, кој е дел од последниот сет од 40 проекти презентирани за само 2 месеци, е најдобар показател дека за нас е особено важен статусот на младите луѓе кои се иднината на Република Македонија. Со помош на проектот Купи куќа за млади, им се овозможени исклучително поволни услови на младите луѓе да се стекнат со свој собствен дом, кој е исклучниот предуслов за создавање на семејство. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, не предвидува нереални проекти. Ветуваме и реализираме идеи кои се многу реални, многу корисни за младите луѓе и кои се случуваат сега и денес, а не некогаш, односно никогаш. Како што беше случајот во времето кога оние кои требаше да водат сметка за нас, заборавија дека постоиме. Такви се и најновите 40 проекти, од кои неколку веднаш започнаа со реализација. Па така, денес сите редовни студенти на државните универзитети го користат бесплатниот превоз во јавниот сообраќај. Мерка која најдиректно придонесува со уште една нијанса за подобрување на стандардот меѓу генерации кои се иднината на оваа земја. Од почнување на реализација на овој проект, 1 јануари 2016, заклучно со вчерашниот ден,
15.130 студенти извадиле картичка за бесплатно користење на јавниот превоз во Скопје. 15.130 студенти заштеделе од својот буџет 12.000 денари годишно. Оние кои допрва ќе бидат студенти, средношколците, се стимулирани да го развиваат својот светоглед преку поголема активност во културно-забавниот живот. Па затоа се изборивме за мерката со помош на која во секоја среда младите средношколци можат бесплатно да ги користат театрите, кината и музеите во Република Македонија и жичарата на Водно. Од најновиот сет на мерки, веќе во текст се и бесплатните обуки за млади за странски јазици и основни компјутерски вештини, а двојно се прошири опфатот за мерката бесплатен железнички викенд за млади до 27 години, преку која што секој млад човек до 27 години, од сега па натаму, од март 2016, секој прв и секој трет викенд ќе можат да го искористат бесплатно железничкиот сообраќај во Македонија. Сепак, ова е премалку од наброеното во однос на сето оно што го имаме направено за младите. Ние сме генерација која доаѓа и затоа ВМРО ДПМН се грижи овие млади луѓе да имаат што е можно подобри услови за да инвестираат во самите себе си и да се грижат подоцна за еднината на нашата земја Македонија. Ви благодарам.